Итни решенија или радикализација на протестите. На Скопје ни име прекуглава од празни ветувања. Во недостигна решение од страна на надлежните, правото на чист воздух ќе го бараат преку мирен протестен марш кој ќе започне од Министерството за животна средина, а ќе продолжи кон собранието, па се до владата на Република Македонија. Ако ние како граѓани сме пасивни во оваа борба, ако ние како граѓани сме окей со тоа да нашите сограѓани, нашите деца, нашите роднини умираат, тогаш и нас ќе недостигне истата таа судбина за неколку, за 5, 10, 15 години кога ќе испозакачиме сите рака. Така да, ако сакаме да умираме споро, тогаш не треба да радикализираме ништо и да седиме мирно и да си викаме дека све окей да го пиеме кафето треско. А ако решиме дека сакаме да имаме живот, не сакаме да фатиме сите рак, тогаш и како мора радикализација, бидејќи очигледно не сака ниту една власт, ниту една локална самоуправа да преземе вистински реални чекори, туку чека да дојде пролет и тек тогаш да се преправаме дека немало загадување. Скопје подолго време е прв на листата на европско ниво со аерозагадување, а годишно околу 4 до 5000 луѓе го губат животот како последица од лошиот воздух, што е 18% од вкупната смртност во државата. Додека 1 од 9 починати деца го губи животот поради аерозагадувањето, што не прави рекордер на уште една црна листа во Европа по смртноста. Екоактивистите алармираат, сметаат дека е загрижувачка состојбата со загадувањето на воздухот. Од таму се спремни да понудат пакет на мерки со кои ќе се подобри состојбата. Ние барањата ги класифицираме во 4 категории. Едната категорија е справување со загревањето, дали тоа би било во домаќинствата или во државните институции, посебно оние кои што користат мазут, кои што треба да се префрлат на загревање од обновливи извори, посебно од фотоволтаични и фотоволтаични системи. Вториот дел кој што го адресираме е секако автоцентричноста на градот. Кога ќе немаме јавен превоз, кога ќе немаме добра велосипедска мрежа во овој град и во другите, нормално ќе се користат се повеќе автомобили, што значи дека треба да се ограничи увезувањето на стари автомобили кои што се по стари евростандарди и дополнително да се направи друга транспортна мрежа за граѓаните да не бидат зависни од автомобилите. Според податоците на платформата IQR, штетните PM честички се неколку пати на дозволеното, а пак смрдеата која дишат скопјани за надлежните на чело со градоначелничката Даниела Арсовска, како да не се доволни. Па речиси 3 години по предизборните ветувања за зелено и чисто Скопје. Се што остане се само празни зборови кои вторнуваат метрополата во еколошка криза како никогаш досега.